Зборуваме за празот. Некој ќе рече дека сезоната се уште не му е. Меѓутоа, производителите не тврдат така. Сега нешто повеќе детали за празот ќе слушнеме од нашиот редовен соговорник, тоа е господинот Раде Ангелов. Господин Ангелов, дали е ова ваше домашно производство? Да, лично мое производство е празот, тоа не е баш еко на производство сега, мислам на зимањето, што еко на околу октомври месец. Сега зимат на прчиња. Дали е лесено за одгледување, дали бара посебни услови? Празот е многу лесен. Кој сака да работи со праз може многу да ја произведе и прилично доходовен, што значи дека само едно копање, ништо повеќе нема и наводнување. Кога се сади? Па празот може да го сади, почнуваш да се сади од март, па завршува негде во август. Кога е првата берба? Првата берба пред месец и пол беше првата берба, што значи сега веќе месец и пол се бере праз. И, значи има повторни берби? Има. Сега најекот, значи пинко на празот е во октомври месец. Колку е цената? Зависи од големината. Имам 60, 50 и 70 парче. Овие се 70 денари. Иначе имам и 60 денари, имам и 50 денари, зависи од големината. Дали има видови на праз? Дали ова некој посебен вид на праз според големината или? Има, значи долгиот праз и онај другиот се вика чепрњак или исклучиво за индустрија тај. Значи повеќе на перце оде тај. А ве оде повеќе на стебло. Како еве јас како купувач да препознам дека празот е во ред? Па види, се гледа се прво се гледа на должината на празот и бел. Значи бел. Тај е многу кревок. Ако е зеленкав, тај значи не е толку крев. Давате совети на купувач? Па секако они веќе знаат повеќе од мене, не е проблем за тоа. Во продолжение еве ги цените на најбараните производи на денешниот петочен пазарен ден во Штип. Лубеница 25 денари за килограм, тиквички 20 денари за парче, домоти од 50 до 80 денари за килограм, диња 60, краставици 30, пипер од 50 до 80 денари за килограм, праски 100, јаболка 100, круши 150 и ајварски пипер од 60 до 80 денари за килограм.